Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добре дојди и ја најавувам темата која што утрово ја обработуваме. Зборуваме за менталната хигиена во одржување на добро ментално здравје, односно основната превенција за добра ментална благосостојба. На оваа тема утрово разговараме со магистер Фики Гаспар, психолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје. Добро утро, Фики, добре ни дојде во емисијата. Обработуваме една тема за која што доволно ли зборуваме, доволно ли сме едуцирани, доволно ли сме информирани? Добро утро, Билјана. Сметам дека веќе во последно време се повеќе се обработува оваа тема, иако има уште многу простор за тоа да се прави. Се појасно ние, нели, според сите истражувања, дека е од клучна важност да се работи на одржување на добра ментална хигиена, да се има добро ментално здравје. Нели, самите истражувања покажуваат дека и многу посев други болести кои што се од физички аспект се со почеток од нарушено ментално здравје или барем многу големо влијание има нарушеното ментално здравје. Така да сметам дека и во последно време гледам и низ приватната пракса и низ популацијата дека е многу важно да се работи на ова и да се направи првично и превенција, но и понатаму доколку се појави нешто, нели, да се реагира соодветно. Така, и да сме доволно информирани и доволно едуцирани, некогаш стигмата, така, предрасудите околу менталното здравје, може би ни прават кочница, така, да го побараме советот или препораката во вистинско време од професионалци. Надминуваме ли тука нешто полека и постепено, дека ако одите на психолог или психијатар, не значи дека имате некое ментално нарушување, односно, така, едноставно, сакате да побарате помош за да совладате полесно некои предизвици со кои се соочувате низ животот. Така да, во последно време стигмата е многу намалена, свесноста е многу покачена за самото ментално здравје. Се прави веќе, сметам, јасна дистинкција измеѓу тоа што е психијатар, што е психолог, што е психотерапевт, посебно, нели, после периодот кој што го имавме од 2020 година и периодот година-две после кога беше ковидот. Значи, видовме голем пораст на интерес во однос на грижа за менталното здравје, затоа што најверојатно тој беше пикот каде што луѓето ги почувствуваат, нели, сите тие симптоми кои што се врзани за нарушено ментално здравје, но сметам дека полека веќе луѓето ја сваќаат тежината, народот, и го надминуваат тој момент на закоченост во однос на тоа да се направат нешто за себе во однос на менталното здравје, иако, нели, пред тоа по истражувањето покажуваат дека луѓето најмалку обрнуваа внимание на таа ментална хигиена, секогаш беа посклони, секогаш се посклони кон тоа да, нели, одат на проверки кај професионалец, кај лекар, доколку се работи за некоја физичка промена, болка или некоја состојба, за разлика од кога се работи врзано за тоа како се чувствуваме, што доживуваме, каква ни е перцепцијата за животот, нели, анксиозноста, депресијата, кои што се многу јаки, во последно време многу присутни, но мислам дека малку и културолошки беше до пред некое време, затоа што, нели, се занемаруваат тие некои симптоми и се очекуваше дека, нели, во ред е да ги чувствуваш и дека е нормално и дека не треба да се превзема ништо околу тоа, но во последно време, да, многу е променето. Така. Често пати знаеме да слушнеме или ќе прочитаме: не се врзувајте многу за минатото, не мислете премногу на иднината, туку живејте го моментот сега, во сегашноста. Најголема смирувачка моќ може да ви даде, така, ако го живеете сега моментот, се справувате и со сите, нели, предизвици кои што ги носи, бидејќи ако премногу мислите на иднината, тогаш веќе станувате повознемирени, поисплашени и ред други некои. Така, да. Симптоми. Да, една од начините на кои што, нели, се работи и техники е уствари да можеме да се фокусираме на сегашноста, колку што можеме, нели, минатото да го оставиме во минатото, секако да црпиме искуство и очекувања, но да не ни бидат проблем за иднината, затоа што многу често ќе видите кога се работи за нарушено ментално здравје, каде што има, нели, големо ниво на стрес кој го доживува личноста, најчесто, нели, тоа е насочено кон стравови и несигурности за иднината, и многу често кај корисници или клиенти кои што доаѓаат кај нас кога работиме врзано за ментална хигиена, секогаш
тие чувствуваат страв за што ако за некое време се случи тоа, или што ако ја изгубиме работата, што ако се случат некои здравствени проблеми, така да повеќе е насочено кон страв од тоа што може да се случи, него ли од тоа што вистински се случува сега. Секако имаме луѓе кои што доаѓаат, кои сте во одредена кризна состојба кога се случува некој проблем сега, но секако индивидуално се прават сите проценки и се работи индивидуално, па ги црпиме тие што ги викаме ние резилентни сили, уствари силите на личноста за справување со проблеми или одбранбени механизми кои ги имаме сите, кои што ни одржуваат менталната хигиена, но многу често гледаме дека луѓето, иако имали индикации и симптоми дека веќе им се нарушува менталното здравје, сепак оделе до тој степен да пробуваат сами да го решат, после веќе кога доаѓаат кај нас се работи веќе за ситуација и на симптоми кои што можат да бидат и веќе и доста појаки и доста потешки за менаџирање, па секако во соработка и со психијатар некогаш ги препраќаме да може доколку смета психијатарот дека треба да се вклучи медикаментозна терапија, чисто заради поддршка, така да комбинацијата е таа и многу е важно да се зборува за тоа дека превенцијата е многу поедноставна и многу побезболна, ако можеме да си одвоиме време и да почувствуваме дека сега е моментот кога веќе работите ни стануваат потешки, многу подобро за разлика од тоа да помине одреден степен, па после да го решаваме на начин на кој што веќе ќе се присутни и симптомите, ќе може да се појави и одредена невроза или одредено расстройство кое што потоа е малку поотежната работата. Така, да. Затоа вака зборувајќи се повеќе за ова, веројатно ќе поттикнеме многумина на време да го побараат како помош и како совет нештото што им е потребно во моментот. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, следете не, повелете, јавете се и поставете прашање. Со магистер Фики Гаспар, психолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје, зборуваме за менталната хигиена во одржување на добро ментално здравје. Како што физичката хигиена, односно одржувањето на хигиената е наша секојдневна рутина и нешто што постојано го практикуваме, така и менталната хигиена, односно стручните лица, психолози, психијатри постојано упатуваат дека е важен сегмент и дел од нашето живење и треба да се научиме како да ја практикуваме. Брзо, неодамна, пред нецели 2 месеци, го подготви и прирачникот за ментално здравје. Го има само во дигитална форма, но е достапен за секој кој што сака, така, да го отвори, да го прочита, да ги види основните насоки и тука да пронајде некои работи кои што можеби ќе му помогнат. Така е, да. Прирачникот, го завршивме пред 2 месеци, беше поврзан со одреден проект за ментално здравје, кој што беше финансиран се со цел да можат, повеќе беше насочен кон родители, затоа што беше спонзориран од страна на училиштето Песталоци во Скопје, се со цел да можат родителите кај себе, но и кај своите деца да препознаат одредени аспекти кои што се важни, да се зачува таа ментална хигиена, но во самото пишување на прирачникот сметав дека е најдобро да се издвојат најглавните работи, како првично од дефиницијата, па после објаснување што е нарушено ментално здравје, како да се направи превенција, веќе кога би се почувствувале дека ни е нарушено менталното здравје, сепак имаме одредени работи кои што можеме да ги превземеме пред да имаме потреба од стручно лице, иако јас секогаш велам дека добро е да се направи една консултација со стручно лице, чисто колку да знаеме каде стоиме и како работите што ги доживуваме, до кој степен смета тоа професионално лице дека имаат тежина, затоа што секогаш со поддршка е многу полесно. И целта беше баш тоа, да се подигне свеста, да имаат родители и тие што ќе го користат прирачникот некоја појасна представа и врзани за релевантни истражувања кои што укажуваат колку е важно тоа ментално здравје и колку е полесно кога некоја проблематика која што го зима својот замав ќе ја
превенирате или ќе ја фатите во рана фаза, а нема да дозволите да оди подлабоко и да се влоши, нели, мотивирани од тој аспект го направивме прирачникот кој што се надевам дека ќе помогне доста и е баш убаво јасно дефиниран во однос на сите работи за да може да биде поедноставно и тие што го читаат и кои што не се дел од професијата, кои што нели си имаат други професии, не се занимаваат со овие проблематики, да имаат конкретни чекори што можат да направат и како можат да направат. Така. И па ајде некако ќе почнеме со ред, барем она што основното и главното е обработено. Што е ментално здравје и зошто е важно менталното здравје? Што значи сега? Знаете како има многу дефиниции што е тоа ментално здравје, многу психолози, многу доктори го имаат работено. Главно да кажеме дека една целина од тоа што би ментално здравје е нашата емоционална, нашата психичко здравје, нашето доживување, функционалноста која што имаме е многу под влијание на тоа како ни е менталното здравје. Еден вид на добро состојба на па и на социјалната сфера која што во последно време се покажува, затоа што со нарушено ментално здравје најчестите симптоми кои што се појавуваат е потреба за повлекување, намалување на социјалните контакти, кои што се покажува многу често кога веќе вие работите со одреден клиент на кој што му е нарушено менталното здравје. И сите овие аспекти се многу важни за личноста да функционира во одредена добра состојба, да чувствува квалитет на живот и да може да биде функционална во тоа што го прави секојдневно. И врзано за самата нели дефиниција, после се движевме кон тоа што е нарушено ментално здравје. И овде е многу важно, сметам да кажеме, дека ако почувствуваме дека прво имаме проблем од емотивен аспект. Не сме расположени, не се чувствуваме добро, се чувствуваме почесто вознемирено. Таа вознемиреност не прави да сакаме да се повлечеме од социјалниот круг, не уживаме толку во активностите во кои што сме уживале порано. Ако се вклучат овде и одредени симптоми кои што се врзани за физичкото здравје, главоболка, замор, има и многу други симптоми, но најчести се тие два. Во тој случај треба да направиме една добра проценка дали можеби сме во ситуација каде што имаме многу стресори. Стресорите не се тие моменти кои што ни предизвикуваат стрес, кои што се тешки за нас да се адаптираме. Сме кажали и порано, имаме и позитивен стрес и негативен стрес. Позитивните стресови се сите тие транзиции низ кои што поминуваме ние во животот, што се нови, што се убави, што ги доживуваме позитивно, но нашиот организам пак ги доживува како стрес. Значи нов член во семејството, нова работа, купување нели на нешто поголемо како дом, живеалиште, тоа може се да биде позитивен стрес и е позитивен стресор и влијае на личноста така како што ја оптеретува менталната хигиена и менталното здравје и секако негативните стресори кои што се сите негативни работи кои што за жал ни се случуваат, да не кажам секојдневно на нас луѓето. И кога ќе се појават овие стресори, кога ќе направиме поврзано со одредените симптоми што ги кажавме, тогаш веќе можеме да кажеме дека ни се нарушува менталното здравје или веќе имаме нели нарушена ментална хигиена. И баш пред овој разговор нели спомнавме дека има одредени фази на нарушено ментално здравје или фази на добра состојба. Низ кои поминуваме помалку или повеќе, така низ текот на животот секој од нас. Така, да. Ние го дефиниравме во прирачникот како 3 фази кои што чисто да ја поедноставиме работата. Првата фаза или фазата на добра состојба, каде што ние функционираме добро, ги извршуваме секојдневните работи кои што ги имаме, се чувствуваме позитивно, уживаме во работите што се позитивни околу нас. Тоа е некоја си добра состојба која што е оптимална и која што ни укажува на одредена ментална хигиена која што е позитивна. Потоа одиме во другата фаза каде што ние функционираме, но се чувствуваме, ова сега што го спомнав помалку, дека веќе имаме одредени потешкоти или симптоми. Во тој случај најчесто ние функционираме, но заморот е поприсутен, потешко ги движиме некои работи, се чувствуваме дека ни треба повеќе енергија да искористиме за да функционираме,
ни опаѓа квалитетот на животот до одреден степен, каде што сме префокусирани на еден период на поминување на стресот или на проблемите, и тоа е фаза во која што веќе чувствуваме дека ни се нарушува менталното здравје, и веќе нарушено ментално здравје ние каде што сите овие симптоми се појачени негативни, но веќе ни влија и на функционалноста. Сега овде имаат луѓето, секој човек има различен степен на толеранција на стрес, некои знаат да поминуваат подолго низ овој процес, на некои им треба, поминуваат помалку, им треба веднаш помош, иако јас мислам дека човек е во ред кога ќе почувствува дека му се отежнати некои работи, тогаш чисто да се консултира, затоа што психолози и психијатри многу често ја препознаваат, ги викаме тие кризи, имаме развојни кризи во животот, кои што се нормални, нели, со различни стадиуми на животот, но имаме и неразвојни кризи, кои што ни се надворешни кризи, и во некои случаи, пример, ако вие се одселите во друга држава, таа е релативно криза. Може е за позитивна работа, но нормално е некој период да ги имате тие моменти на транзиција, па чувство на несигурност, па нели еуфорија за тоа што ќе се случува, и тоа е нормално. И некогаш даваме совет дека е процес нели нормален кој што, но ако веќе симптомите се подолги, ако веќе личноста е изморена и се чувствува дека со ова темпо не може да продолжи и влијае на функционалноста, тогаш веќе можеме да разговараме за нарушена ментална хигиена и ментално здравје, и би можел да кажам дека најголемите и најтешките последици од се тоа е веќе нарушување до тој степен да се појави некоја расстройство или невроза, во случај нели и на психоза, но тоа веќе психијатрите го Затоа го таа добра и решаваат. континуирана ментална хигиена ќе ни помогне да го одржиме менталното здравје и да спречиме појава на некои нарушување, така, ама и самото ментално здравје не е само отсуство на ментално нарушување, како велите во прирачникот, не е црно-бело, така, тука многу аспекти се вклучени во Многу сето ова. аспекти, Бидејќи првично кога ќе речеме ментално здравје го поврзуваме со нешто што е лошо треба да се случи или некакво нарушување кое е сериозно, за кое што не треба да зборуваме, за кое што е срамота да се зборува дека човек може да поминува низ такви фази. Да, овде беше многу интересно кога работевме со децата од училишна возраст и кога главно нели согласно нели развојот и согласно нивните капацитети работевме повеќе на емоции, нели? И секогаш кога ќе прашате нели врзано за емоции, децата најчесто ги доживуваат како емоции кои што се негативни и позитивни. А негативните емоции се тие емоции кои што очекуваат дека не треба да ги имаат. И тука е многу интересно, затоа што нормално е да го имаме цел тој спектар на емоции. Тие емоции ние кои што ги доживуваме негативно, ни се потребни и ни укажуваат на нешто. Посебно нели тагата, сите тие ни укажуваат дека нешто се случува кај нас и треба да дадеме нели внимание и дека треба за некои работи да превземеме нешто. И не се негативни емоции, туку што баш позитивни, ако се нели чувството кое што го имаме за нив е негативно, но ни се овде да ни укажат, да ни дадат дека треба простор, дека треба да повнимаваме на ова што се случило. И е многу важно тоа да и баш и затоа нели луѓево имаат тенденција да кога се работи за нарушено ментално здравје да се потпираат на своите одбранбени механизми и да очекуваат дека ќе помине, ќе се надмине. Многу често да, нашите одбранбени механизми и некои проблеми и сами ги решаваат, но секогаш е подобро нели да се има поддршка во тоа решавање на тие нели предизвици кои што ни ги дава животот. Да. Секогаш прво почнуваме сами, веројатно. Многу е важна и битна поддршката и помошта од семејството како прво и околината, средината која што не обкружува. Како тука да се поттикне и да се даде таа помош и поддршка? Секој може да се најде во одредена ситуација и да му е потребна помош и тој да даде помош некому. Да, така е. Значи семејството и тие што се околу нас не се од исклучителна важност, независно нели низ каков период поминуваме, сепак ние сме социјални битија кои што главниот начин на функционирање не е функционирање со останатите. И многу е важно овде да прво како што нели ќе се фокусираме на себе и ќе се заприметиме доколку има нели некоја
потешкотија кои што ни го нарушува менталното здравје, така да можеме да се фокусираме и на тие што ни се блиски, доколку почувствуваме дека поминуваат низ потежок период, почувствуваме промена кај нив, почувствуваме затварање кај нив од социјалните елементи, повлекување, да пробаме да поразговараме, да дадеме на важности, да како се чувствуваат, што размислуваат, дали нешто е променето, затоа што многу е важно да се следат работите со време. Тоа што го гледаме на работа е дека секогаш, скоро секогаш, ајде да кажам, дека луѓето доаѓаат веќе кога ги имаат исцрпено сите други можности да го надминат проблемот, значи пробувале заедно со семејството, пробувале со блиските, пробувале одреден период сами да го надминат и кога ќе видат дека сепак не успеваат, затоа што некои работи сами по себе не се решаваат, тогаш тие доаѓаат, бараат помош. А многу често во последно време доаѓаат луѓе кои што сами не бараат помош, но семејството инсистирало. Значи некој ги поттикнал, што е позитивна работа, но е потежната работата затоа што во нашата професија, за да имате успех и да почнете со работа, многу е важно да прво дефинирате проблематика и таа проблематика да е во согласност и со личноста или со клиентот и корисникот кој што работите. Многу е тешко кога, посебно кога се работи за помлади луѓе, млади возрастни, тинејџери, кога доаѓаат под, да не кажам и притисок на родителите, кои што се инвестирани во нивното функционирање во нивниот живот, доаѓаат, тие сами не чувствуваат дека има потреба или дека има проблем, или веруваат дека ќе се надмине што и да е присутно, а родителите се тие кои што се загрижени, бараат стручна помош и бараат насоки, и тоа е одреден период каде што не можете да сте сигурни да се потпрете на одредена соработка од страна на клиентот, која што е многу важна за прогрес на работа. И пробувате веројатно на секој начин така да допрете што повеќе до и некогаш сме свесни дека во овој период и не можеме да допреме, барем ние како професионалци, затоа што има одреден отпор од страна на клиентот, и во тој случај знаеме да поработиме со семејството, барем они да се соодветна поддршка, се додека не се дојде до тој момент каде што личноста и сама ќе почувствува дека работите се подобри со поддршка и дека можеби вистински треба да се даде простор на тоа, да се поработи малку со стручно лице, па да работи. И затоа е важно, бидејќи вие знаете најдобрите начини така како да се извлече сето она што ќе значи позитивен фидбек по тоа. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Се извинувам што малку почекавте, повелете со прашањето. Поздрав до водителката и до гостино. Имаме едно прашање до гостино. Пред 7 години жени ми се првото внуче и добих еден позитивен стрес. Ништо не ме болеше, само се тресе како прачка целата. И отидо на лекар и речеме докторот, тоа е позитивен стрес на невролог Б. Вика, тоа е позитивен стрес, дадеме само напрезак од 5 милиграма, а после кој доке другиот невролог после на година рече имаш Паркинсова болест, дадеме са пијам од 5 милиграма напрезак и опремија од 20 тамко, не знам колку беше. И сега од тога е навика, тресе ми се десната рака, никако не можам да фанам нешто кој знае што да направам со неа. И сега прифаќам со другата рака. Што ќе ме посетува вашиот доктор? Друг проблем неам, тоа е. Од тога ми остана, од првиот внук кој жена има, ја имам 75 години сега, и 7 години, и се малтретирам со оваа работа и многу ми е интересно нешто, не можам да фанам се нешто таа. Како да се справам до каже во ред, ви благодариме за јавувањето. Да, овде се работи за диагноза, значи она е само соодветно. некој тригер бил кој што поттикнал нешто, иако Паркинсоновата болест така е сосема друга патологија. Така, најважно е во овој случај да се прават тие редовни контроли, да се одржува таа конекција и контакт со лекарот кој што ја работи, кој што е специфично наменет за диагнозата која што ја има госпоѓата. Секако стресовите позитивни и негативни кажавме знаат да ни влијаат
на целокупното здравје, што не можеме па точно да докажеме дека баш влијал тој стрес кон нели влошување на било која состојба, но истражувањата покажуваат дека зголеменото ниво на стрес, посебно ако е хроничен стрес на подолг период, дека ги влошува работите, некогаш знае нели да биде и предуслов за одредени работи побрзо да се активираат, со тоа што во овој случај госпоѓата нели иако нели има си ја решава дијагнозата на соодветен начин, доколку нели чувствува дека спомна дека процесот во борба со состојбата е отежнат и тоа е сосема нормално кога се работи за одредена дијагноза, може нели да посети психијатар, сигурно неврологот тоа ја има насочено, но може да посети и психолог чисто колку да може паралелно покрај нели целата дијагноза да се поработи на одредена ментална хигиена која што ќе биде позитивна и ќе биде превенција за влошување на било која друг аспект од здравјето. Да, бидејќи насочувајќи се кон тој физички проблем, така, кој што како физичко здравје го имаме како проблем, страда на друг начин и менталното здравје, така? Да, знаете. Преокупирани сме, разочарани сме, зошто ни се случило ова, дали ќе има излез од сето ова. Да, а сепак се болести кои што се хронични до животно, до крајот на животот, ама само треба да се контролираат со терапија и да се прифатат, нели велиме секоја состојба мораме да ја прифатиме за полесно да можеме со неја да се избориме. Така, од психолошки аспект ние тие ги викаме столбови, психолошки столбови кои што ја држат една личност. Тие столбови најчесто се семејството, кариерата, здравствената состојба, социјалниот живот, може да биде хоби некое кое што го сака личност или кое што ја исполнува. И врзано за менталното здравје, сите тие столбови не држат како личност. И сега кога ќе ни се наруши некој столб, ако ни се наруши здравјето, веќе тежината ја чувствуваме повеќе на другите столбови. Некогаш во животот за жал има периоди кај што чувствуваме дека повеќе психолошки столбови ни се нарушени и тогаш имаме најголема опасност од тоа да имаме нели директно влијание и директен удар врз менталната хигиена. И затоа нели психолозите се тука да можат да асистираат и да ја насочат личноста низ цел тој процес, дали се работи нели за одредена проблематика која што се случува во семејството, во врзани за професијата, за кариерата или се работи за здравјето. Така да многу е важно нели личноста кога ќе го помине тој момент, нели ако добие нова информација на адаптација и се, потоа да се обрати и да поразговара малку за да види како може од тој аспект да си помине и баш како што кажавте, точно е дека одредени состојби се многу тешки, но гледаме различни луѓе низ призма на својата лична перцепција како различно ги поминуваат. За некои одредени доживувања може да бидат многу тешки, за друга личност истото доживување или барем слично доживување може да помине многу лесно. Така да овде има многу фактори, што е па директен одраз нели на менталното хигиена и на менталното здравје, но среќа можеме да работиме индивидуално и да направиме една добра проценка на личноста. Имаме и психодиагностички тестови кои што ни даваат подлабок прозор кон личноста и појасни да ни бидат некои работи и врз основа на тоа ние поставуваме план и програма за работа, нели цели кои што сакаме да ги постигнеме и барем од тоа што јас го гледам кај нас во нашата пракса и од колеги што работат, со кои што сме во соработка, има многу позитивни резултати и голема разлика кај личности кои што работат на себе и кај личности кои што за жал си имаат некој период оставено и препуштено на целите стресови и на проблеми низ кои што поминуваат. Кои што ги обременуваат во секојдневието. Ќе погледнеме уште еден блок реклами па продолжуваме со разговорот. И по овој блок реклами, Фики, ни останува време само да упатиме една порака или заклучок од сето ова што го зборувавме. Веројатно и јас превид направив со минутите колку ни остануваат до самиот крај. Што значи менталната хигиена, зошто е важна за нашето ментално здравје и како да ја практикуваме, ако може во неколку збора да се каже? Да, ако може да дадеме неколку насоки, значи личноста секогаш треба да се труди во однос на превенција да
направи некои работи, тоа е да физички е активна, што многу помага на ментално здравје, да пробува да внесува здрава и добра исхрана, која што исто така многу помага. Социјалниот круг да го држи со позитивни луѓе, да не се затвара, да не се повлекува, затоа што социјалниот аспект е многу важен за нас како личности и за квалитет на живот. Да проба работите кои што му се во животот да ги разделува на поедноставни со поедноставни цели кои што може да ги постигне. Многу често ние како луѓе си поставуваме многу големи цели кои што ни прават притисок, а тоа после не знае доста да ни го наруши менталното здравје. И една од најважните работи да си ги користиме ресурсите кои што ги имаме, посебно од ресурсите на професионалци кои што ги имаме околу нас, кои што ни се достапни да ни помогнат доколку имаме некој специфичен проблем или доколку сакаме чисто само да направиме една проценка на нашата состојба и што е тоа што можеме да си го подобриме. Така, да не го криеме, да не го тргаме настрана, туку едноставно да побараме совет. Никогаш ментална хигиена практикуваме и без да сме свесни за тоа, а добро влие, ако не знаеме како, да се обратиме кај професионалци. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Убав и пријатен ден. Се гледаме повторно утре наутро во 9 часот и 15 минути.